Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван директор на АД-МЕПСО, господин Сашо Василевски, почитувани членови на управниот одбор, на надзорниот одбор на МЕПСО, почитувани представници на сите систем преносни оператори во регионот. Прво, добар ден на сите и добродојдовте во најубавиот дел во Македонија, во Охрид, и тоа веројатно во најубавото време пролет. Јас ви посакувам прво добар престој тука во Охрид, убаво да си поминете, а дека работно ќе поминете, сум многу сигурен и дека, а уште посигурен дека тоа ќе биде успешно. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на овој собир, заради тоа што јас и лично во мојата професионална кариера претходно 20 години сум дел од енергетиката, односно од електроенергетиката, и веројатно добро ги познавам приликите во вашиот сектор, и затоа се надевам дека ваквите собири ќе дадат придонес во тоа кон што сите се стремиме. А стремежот, поготово на малите земји, како што е Македонија, а и останатите земји во регионот не се многу поголеми, иако се поголеми од Македонија, е да пазарот на електрична енергија биде еден пазар на електрична енергија. Јас сум длабоко убеден дека тоа е начинот како ќе се направи бенефит за граѓаните на сите наши држави. Денешниот собир, кој што вие денеска тука го имате во Охрид, е еден чекор на тој пат. Тој пат не е лесен, бидејќи треба да надмине многу административни бариери, тој пат не е лесен, бидејќи треба да надмине многу технички бариери, ама тој пат е извесен и тој пат е патот по кој што треба да се движиме сите, за на крај да направиме стабилно снабдување со електрична енергија на сите клиенти, без разлика дали е тоа економијата или граѓаните во своите домови. Она што е важно сите да го разбереме е дека електричната енергија како производ нема граници, дека електроенергетскиот систем има само административни граници. Тој апсолутно нема технички граници. Ние административно електричната енергија ја евидентираме каде колку поминала, но таа си тече по природните закони, по законите Омови и Кирхови, и таа ги надминува желбите на луѓето. Затоа ние треба да ги следиме природните закони. Ние не можеме да одиме по административните или да кажам политичките логики. А тие кажуваат дека е потребно да се изградат што е можно повеќе преносни линии, што е можно повеќе интерконективни далеководи во регионот. Со самото тоа ќе се зголеми стабилноста на целиот систем. Кога викам систем, не мислам на една држава, мислам на регионален систем. Ќе се зголеми можноста да целиот наш регион подобро се поврзе со Европа, а со самото това и да се намалат цените на електричната енергија и тие да бидат приближно до европските. Ние денеска и покрај тоа што сме посиромашниот дел од Европа во југоисточниот дел, ние се уште имаме повисоки цени на електрична енергија пазарни од тоа што го има Европа. Причината за таа работа е заради тоа што развијаниот дел од Европа има повеќе инвестирано и во производствени, и во преносни капацитети во споредба со нашиот регион, каде што електричната енергија се уште во одредени земји е дефицитарен и увозен производ. Само со градење на капацитети во делот на производството, а посебно во делот каде што вие управувате, а тоа е во делот на преносните линии, односно на далеководите, кои што се на високо напонско ниво над 110 киловолти, можеме да гарантираме сигурност за нашите граѓани. Затоа ви посакувам денеска исклучително добар работен ден, ви посакувам да постигнете колку што е можно поголема меѓусебна согласност, да во иднина ги направиме првите чекори во регионот за обединување на пазарот. Сега денеска имаме неколку мали берзи на електрична енергија во регионот, кои што мораме да кажеме дека се нефункционални. Имаме една поголема, која што е функционална, и јас лично мислам и убеден сум дека со формирањето на една голема регионална берза може многу да се подобри и снабдувањето, а да се намалат цените на електрична енергија. Уште еднаш на крај ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав работен ден. Благодарам.